Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тромесечие од 2018 година, откупот и продажбата на земјоделските производи се намалени за 4,4% во однос на истиот период од претходната година. Ова значи дека земјоделците бележат загуби и не може да си го продадат своето сопствено производство. Цените на тековно потрошените средства во земјоделството во јули се пораснати за 9,6%, што значи дека заработката е се помала за земјоделците. Растот на трошоците од 8% се бележи во месец јуни. Откупот и продажбата опаѓаат, а трошоците растат. И кога сме кај бројките, еве ги конкретните податоци за увозот и извозот за едни од најзначајните македонски производи за 2018 година, заклучно со месец јули. Имено, во 2018 година имаме увоз од 6000 тони бостан, додека извозот е 2500 тони. Како компарација, во 2016 година се извезло 11.000 тони бостан, значи скоро 2,5 пати поголем увоз отколку извоз. Имаме увоз на 6.500 тони домати. Македонија со толку производство увезува скоро половина од извезената количина, со што производството на домашниот домат се става во подредена положба. Катастрофален беше откупот за зелката, краставицата, пиперката, пченицата. Обештетувањето од мразевите и зимското невреме е само 10%, додека штетите се огромни. Состојбата со производителите на сливи е очајна. 20.000 тони слива стои неискористена, а владата нема слух за нивните проблеми.